Интач со доктор Чарлс Стенли, споделување на Евангелието низ целиот свет. Следно на Интач, чекорење во вера. When you became a Christian, you entered the school of faith, a life of faith. Кога станавте христијани, влеговте во училиштето на верата, во животот на верата. Писмото вели во Ефесјани, глава 2, 8 и 9, зошто по благодат сте спасени преку вера. Тоа не е од вас самите, тоа е Божи дар, не е од дела, да не се пофали некоја личност. Тој вели, затоа оправдани преку вера ние имаме мир со Бог. Тој вели дека сме осветени преку вера, односно ние одиме по вера, живееме преку вера. Христијанскиот живот е живот на вера, односно тој е живот во кој имаме доверба во фактот дека Бог, кој е суверен на овој универзум, ќе го направи токму она што тој вели дека ќе го направи и дека тој ќе го исполни секое ветување што го дал. Сега, како што чекориме, например, понекогаш ќе се сопнуваме и ќе продолжиме напред позитивно. Ќе учиме, ќе се занесуваме, ќе паѓаме и размислуваме. Боже, зошто ова не излегува правилно? Зошто јас ти верувам, а следното нешто што знам е дека не те послушав. Така, дозволете ми само да кажам однапред, како збор на охрабрување, тоа не е права линија нагоре. Развојот на верата на една личност е нагоре, а потоа понекогаш се сопнуваме. And then we fail to trust him at times, and that's the way life is in the beginning of the Christian life. Горе, а потоа на моменти се сопнуваме. Горе, а потоа понекогаш не успеаме да му веруваме. Таков е почетокот на христијанскиот живот. И за многу луѓе се чини дека е така цело време. Но тоа не е она што Бог го замислил. Тој замисли, слушајте, иако ние ги имаме тие подеми и падови, тоа е во ред се додека се уште напредуваме во нашата вера. И еден од ликовите на Светото Писмо што најдобро го опишува, слушајте, позитивното чекорење. Времето кога се е во ред и довербата во Бог, а честопети и тие неуспеси е личноста на Авраам. Тој е наречен татко на верата. Затоа сакам да сватите во глава 12 од книгата Битие и сакам да забележите како тој го започнува ова. Она што сакам да го видите е дека тој живее во тотална паганска култура. Тој не знае ништо за Бог за кој знаеме јас и ти. Слушнете што се случува. Глава 12, стих 1. Господ му рече на Авраам, како што беше неговото име што го вика, излези од својата земја, од своите роднини и од домот на татко ти во земјата што јас ќе ти ја покажам. И јас ќе направам голем народ, јас ќе те благословам и ќе го направам твоето име големо, и така ти ќе бидеш благослов, и ќе ги благословувам оние што те благословуваат, а оној што те проколнува ќе го проколнам. И во тебе ќе бидат благословени сите семејства на земјата, бидејќи преку Исак, а потоа и Јуда, племето на Јуда, дојде Месијата. Така Авраам излезе како што му рече Господ и Лот отиде со него. А Авраам имаше 75 години кога замина од Харан. Авраам ја зеде својата жена Сара и неговиот внук Лот. Сиот нивен имот што го собраа и луѓето што ги стекнаа во Харан тргнаа кон земјата Хананска. Така дојдоа во земјата Хананска. Аврам помина низ земјата до местото Сихем, до Дабот Мамре. Сега хананитите беа таму, во земјата. Господ му се јави на Аврам и рече, на твоите потомци ќе им ја дадам оваа земја. Тој изгради таму жртвеник на Господ кој му се јави. Сега сакам да се вратете на првиот стих. Слушајте, колку пати Бог рекол, јас ке. Сега запомнете што рековме дека е вера. Верата е доверба дека Бог ќе го направи она што тој вели дека ќе го направи и ќе го исполни своето ветување. Погледнете што вели тој. Тој вели, јас ќе ти ја покажам земјата во која сакам да одиш. Јас ќе те направам голем народ. Јас ќе те благословувам. Јас ќе ги благословувам оние што те благословуваат и ќе ги проколнам оние што те проколнуваат. И сите семејства на земјата ќе бидат благословени. Бог му зборувал на Авраам надвор во тотално паганско општество. Тој не знаеше ништо за Јехова. Тој не знаеше ништо за Јахве, другите имиња на Бог. Тој воопшто не знаеше нешто за тој Бог, а Бог му зборуваше. Слушайте внимателно. Кога некој ќе ти каже дали Бог некогаш ти зборувал, треба искрено да одговорите на тоа. Вистината е да. Тој ти зборувал, затоа што, слушајте, неговата волја, цел и план е да разговара со секој од неговите деца, без разлика каде се наоѓаат. Затоа Исус им ја дал големата задача на своите ученици.
По целата земја проповедајте го евангелието на секој човек и така Бог се уште е во процес на зборување. Така кога ќе го погледнете животот на Авраам и како Бог постапил со него, слушајте, тоа е чекорење по вера. Во моментот кога вие сте поверувале во Исус Христос како ваш спасител, го направивте првиот чекор во животот по вера. Сега, слушајте, кога ти го направи тоа, Бог те запиша во училиштето на вера, затоа што од тогаш, јас и ти од моментот кога се спасивме, јас имав 12, можеби вие сте имале 12, 10, 50, колку и да е, од тогаш јас и ти сме запишани во училиштето на вера, бидејќи тоа е Божјата намера за нас. Неговата цел е да ни зборува, да не управува, да не води, да ни го покаже својот пат, да работи преку нас, да не користи на кој да е начин што тој ќе го избере за соодветен. За да се случи тоа, јас и ти мора да бидеме следбеници и мора да му веруваме во секој аспект од нашиот живот. Она за што сакам да зборуваме во оваа порака се тие барања. Тие барања за чекорење во вера со семоќниот Бог. Сега, првиот основен суштински услов за чекорење во вера, крајната линија, е дека јас морам да научам да го слушам Бог. Ако не знаете како да го слушате, тогаш како знаете каде да одите? Ако не знаете како да го слушате, никогаш не сте го развиле тоа. Тогаш никогаш нема да знаете дали Бог зборува со вас или не. И така, тогаш едноставно треба да погодувате дека можеби Бог го рекол ова и можеби тој го рекол она. Слушајте внимателно. Бог се уште им зборува на луѓето поединечно. Сега слушајте внимателно, затоа што некој вели, Бог ми кажа, не значи дека тоа е точно, затоа што честопати луѓето ќе речат, па Бог ми рече да го направам тоа, кога тоа е нешто што е целосна контрадикција со самата природа и атрибути на Бог. Тој зборува јасно и тој зборува доследно со она што го рекол и што е во Библијата. Тоа е писменото откровение на Бог и неговото дело меѓу луѓето. Еве зашто се работи. Така, кога ќе дојдете до Авраам, Бог му рече, сакам да ја напуштиш својата земја и да заминеш во земја што јас ќе ти ја покажам. Тој зборуваше на него. И сакам да видите во ова место од Светото писмо како Бог работел во неговиот живот, но тој започна со овој основен, едноставен принцип. Мора да научите да го слушате неговиот глас, мора да научите да го слушате него. Велиш, па како сега работи тој? Ќе ви дадам пример. Најновиот пример, вчера читав книга што ја имав 50 години. Се работи за Христос и како тој работи. Колку подолго го читав околу 2/3 од тоа поглавје, колку подолго читав, толку повеќе знаев дека не можев долго да го читам. Затоа што Бог ми кажуваше нешто многу конкретно што јас требаше да го слушнам. И така продолжив да читам. Тоа е како Бог да рече, затвори ја книгата и клекни на колена. Знаев дека тој кажува нешто многу конкретно. Сега внимавајте, оно што сакам да го видите е ова. Тој е поднеднакво подготвен, исто толку посветен да зборува со вас и да ви даде насока, како и на мене или Авраам, кој да е. Како може Бог да очекува од вас да му се покорувате, ако не ви каже што да правите? И како може Бог да те води и да те насочува, ако ти не слушаш? Тие две работи се апсолутно неразделни. Послушност кон Бог и слушање на Бог. Ти не можеш слушање на Бог, покорност на Бог, не можеш да ги разделиш тие две. Не слушаш, нема да се покориш, не се покоруваш. Што пишува? Ти не слушаш. Ако сакате да живеете живот на вера, треба да научите да го слушате. Втората работа што мора да ја научите е ова. Мора да научите да му се покорувате. Сега ние учиме да чекориме преку вера со обиди и грешки. Треба да научите да слушате и да се покорувате. Како да научиме да се покоруваме? Со непослушност, со неуспех, со грешка. И тогаш во процесот на непокорност кон него Бог ни покажува кои се последиците. Па затоа два пати размислуваме пред повторно да не му бидеме покорни. Тоа не значи дека животот секогаш ќе биде лесен и прав, но тој ќе ни објасни што сака ние да правиме и кога ќе му се покориме, ќе бидеме благословени затоа што, еве што рече тој. Тој рече, ќе те направам голема нација, сите народи на земјата ќе бидат благословени, ќе ти ја дадам оваа земја и ќе ти покажам што е оваа земја и што се случува кога тој се покорил, Бог го благословил. Но постои трета лекција што мора да ја научиме. Мора да научиме да зависиме од него. Ако навистина му верувам, ќе слушам. Ако навистина му верувам, ќе се покорувам. Дозволете ми да зборувам за покорноста за момент. Сакам да го погледнете ова, погледнете вака. Ви го поставувам оваа прашање. Кога размислувате за тоа како Исус изборувал на своите ученици, колку пати тој им рекол да му се покоруваат? Колку?
точно, тој никогаш не им го кажа тоа. Ке помислите дека Исус сигурно рекол, мора да ми се покорувате. Тој никогаш не го кажа тоа. Тој беше толку мудар. Слушајте, знаете што тој им кажа? Верувајте ми, имајте вера во Бог. Trust me, trust me, trust me. You know why he didn't talk about obedience? Because he knew that if they obeyed him, that if they trusted him, they would obey him. And he could say obey, obey, obey all day long, but the bottom line... Верувај ми, верувај ми, верувај ми. Знаете зошто? Тој не зборуваше за покорност, затоа што тој знаеше дека ако тие му се покоруваат, дека ако му веруваат, ќе му се покорат. Тој можеше да вели покори се, по цел ден, но суштината е довербата и покорноста одат заедно. И така, неговиот акцент кон нив секогаш бил верувајте ми, верувај во таткото, имај вера во Бог. Кога се молите, верувајте. Секогаш беше доверба. И така, кога ние не му веруваме, не зависиме од него. Сакаме да направиме работите да функционираат, да ни одговараат на нас, и така кога ќе погледнете, гледате како Авраам одговори на сето тоа, а Бог го исполни ветувањето кое го кажа. Сега, запомнете, тој рече, јас ќе ти покажам каде да одиш. Немаше компас, немаше iPhone, немаше GPS, тој немаше ништо. Со други зборови, тој немаше ниту хартиена карта. Се што имаше беше Божиот глас, Божиото водство. И колку пати Бог мора да рекол, сакам да одиш вака и така, или одете по овој или оној пат. И Бог го водел. Слушајте, причината што Бог не му дал дополнителни упатства е затоа што тој морал да зависи од него. Понекогаш ние сакаме Бог да ни даде многу пари за ова или она. Знаете, една од причините зашто Бог нема да им даде на некои луѓе, всушност на повеќето луѓе многу пари, затоа што тие повеќе не зависат од него. Кога некој вели што значи да зависиш од Бог, едноставно тоа. Честопати личноста која има малку, а добива малку повеќе, мисли дека таа го направила тоа. Знаете што? Ако Бог ја тргне раката од твојот живот, немаше да имаш доволно облека за носење. Тоа е милоста Божја што ја имаш, што можеш два пати едно по друго да дишеш, да работиш. Тоа е сета благодат, добрина и љубов. Сите ние сме зависни од него. Кажи ми, се што е апсолутно во твојот живот, освен Бог, ништо. Ке се вратиш дома попладнево? Не е неопходно. И така велиш, па сакаш да ми каже дека треба да чувствувам дека сум зависен од него во секое време? Апсолутно. Затоа што, слушајте, тоа е позицијата на безбедност. Господи, јас ти верувам, јас зависам од тебе. Оно што го признавате, ја признавате вашата зависност од него и вашата доверба во него дека тој ќе се грижи за вас, ќе обезбеди за вас, ќе ви биде подобро без разлика дали е тоа финансиски, емоционално или што и да е. Каде не чувствувате дека треба да зависите од него, вие одите во погрешна насока. Ова можам да ви го кажам со сигурност. Целата Библија сведочи за тоа. Се упатувате кон некои болни последици. Го заборавате Бог. Се упатувате во голема неволја, болно страдање и неволја. Сега, значи не само што треба да научиме да му веруваме, да го слушаме и да го следиме, што и да каже, мора да научиме и нешто друго. Мора да научиме да чекаме на Бог. Ако јас сакам да чекорам по патот на верата, мора да научам да чекам на него. Тој кажува едно од најубавите ветувања во Исаија 64, каде вели Бог действува во полза на оние кои чекаат на него. Што се случува? Му верувате на Бог, чекорите по патот на верата и Бог ве води да направите нешто. Внимавајте, никогаш не треба да размислувате за фактот дека Бог од вас бара или ви кажува да направите нешто, а тој ви препушта вие да го направите тоа. Тоа не е начинот на кој тој работи. Тој вели, Бог действува, работи во полза на оние кои чекаат на него. Ако Бог ви каже да направите нешто, што вели, ова е насоката. Move yet. Trust me. Don't take things in your own hands. Trust me. Wait upon me. God acts in my behalf. Watch this. If you want somebody acting in your behalf, whether it's your health or your Уште не мрдај, верувај ми, не земај ги работите во своји раце, верувај ми, чекај на мене, Бог действува во моја полза. Видете, ако сакате некој да действува во ваша полза, без разлика дали се работи за вашето здравје, финансии или што и да е тоа, ке сакате некој што ги знае сите факти, ке сакате некој кој ја има сета моќ, сета мудрост да успее. Има само една личност кој го има сето тоа. Тоа е семоќниот Бог и тој вели, јас сум подготвен да действувам во ваша полза, јас сум подготвен да работам за да ти најдам работа, јас сум спремен да работам, да ви покажам како да го направите тоа, јас сум спремен да работам за да ти помогнам да добиеш куќа за живење. Тој вели, ќе действувам во полза на оние кои чекаат на мене.
Единствениот начин на кој ќе чекате е да му верувате, затоа што честопати ние сме подготвени да продолжиме напред, да ја видиме оваа можност и да размислиме. Ова е тоа. Единствените моменти во мојот живот кога сум тргнал напред за да направам нешто на мој начин, беа апсолутно погрешни секој пат. Затоа што, слушате, тој сака ние да научиме да зависиме од него, да му веруваме и да чекаме на него. Видете, затоа што, внимавајте, еве што се случува. Кога вие чекате на неговото водство, вие го признавате неговото господарство во вашиот живот. Ако треба да ве прашам, дали верувате дека Исус Христос е господарот на вашиот живот, би рекле да, па да видиме дали е тоа вистина. Кога тој ве предизвикува да чекате нешто што навистина сакате да го направите, дали тој навистина е Господ ако чекорите напред? Ти глумиш дека си Бог. Ако чекате на него, тогаш признавате дека тој е господар на вашиот живот и она што го правите. Тоа е чин на обожавање. Јас те признавам како господар на мојот живот. Ке чекам што и да кажеш. Затоа луѓето стапуваат во брак премногу рано во животот или се венчаат со погрешна личност. Тие мислат дека тоа е последно достапно и сите други работи што луѓето ги мислат. И што се случува? Стануваат и прават нешто, а Бог вели чекај. Можам да се сетам на некои моменти, немам време да ви дадам многу илустрации за тоа. Можам да замислам колку пати во мојот живот Бог рекол, не го прави тоа, чекај. Можам да ви кажам ова, нема да дадам никакви лични илустрации, бидејќи се толку добри, што ќе биде тешко да им поверувате. Можам да го кажам ова. Можам да се сетам на моменти кога Бог рече, чекај. И резултатот беше, бев толку благословен. И денес сум благословен што чекам повеќе отколку пред 10 години. Секој ден сум благословен, затоа што тој рече, верувај во мене, не прави го тоа. Бог ќе го направи истото и во вашиот живот, затоа што, еве што правите, вие го признавате господарството на Исус Христос, кога не се помрднувате додека тој не ви каже да се поместите. Станува збор само за следење на принципите. Учиш да го слушаш, учиш да му се покоруваш, учиш да зависиш од него и учиш да чекаш на него. Тие 4 едноставни принципи, Бог ќе благослови секого, каде било, кој е подготвен да ги следи тие едноставни принципи. И така, кога станува збор за чекање, колку добро успеа Авраам. Не премногу добро, затоа што тој направи едно од своите најголеми грешки. Ајде да погледнеме за момент. Ова е една од причините поради кои сакам овие пасуси, бидејќи тие се толку реални. Се сеќавате што рече Бог во 16-та глава. А Сара, жената на Авраам, не му роди деца. Таа имаше египетска слугинка по име Агара. Така Сара му рече на Авраам, сега ете Господ ме спречи да раѓам деца. Запомнете, во тие денови беше ужасен срам жената да не може да роди дете на незиниот сопруг. Така Сара му рече на Авраам, сега ете Господ ме спречи да раѓам деца. Те молам, влези кај мојата слугинка, можеби ќе добијам деца преку неа. И Авраам го послуша гласот на Сара, голема временска грешка. Што му рекол Бог? Тој рече, јас ќе го направам тоа преку тебе. И тој имаше начин да го направи тоа. Ќе му даде син, затоа што Авраам му рече, сега Господи, и јас да имам син, затоа што единствениот човек што ќе го наследи сето ова е мојот помошник. Овој човек кој работеше за мене сите овие години. Бог рече, не. Што направи тој? Го слушаше гласот на Сара и што се случи? Знаете што се случи? Агара, Исмаил, Авраам требаше да каже, извини, ние ќе чекаме на Бог и ќе видиме што прави тој, но тој не го направи тоа. Сега тој знаеше што треба да прави, но ја слушаше Сара. Гледајте внимателно. Внимавајте кога слушате и кога ќе кажат што и да ти кажат, поставете си го ова прашање. Дали овој предлог се совпаѓа со она што Бог ми го кажува во мојот живот? Ако не се поклопува, не правете го тоа. Слушнете, Бог действува во корист на оние кои чекаат на Него, а не оние кои се понапред од Него. Она што сакам да го видите е дека непокорноста кон Бог има последици, а непокорноста е резултат на тоа што нема доверба во Него. Тој не сакаше да чека на Божјото време, иако Бог му кажа што ќе направи. Значи, ако вие не чекате на Господ, тоа е затоа што не слушате и сте подготвени да му бидете непослушни, а за тоа има последици. Секој пат има последици. Последна работа, бидејќи сите ние понекогаш ќе збркаме и сите ќе паднеме, следниот принцип едноставно е ова. Слушајте, тоа е на таблата.
Ние мора да научиме да ги признаваме неуспесите во нашата вера, да се покаеме за тоа. Слушајте, да се покаеме за тоа и да профитираме од тоа. Треба да го признаеме тоа, да се покаеме и да профитираме од тоа. Велиш, дали тој тоа го направи? Дозволете ми да ви кажам, зошто знам дека го направи. Затоа што во текот на годините тој имаше свој подеми падови и вера, но тој растеше. Тој е одличен човек на вера. 22 глава од Битие. Свртете таму за момент. Светото писмо вели: после овие работи, Бог го испита Авраам и му рече: Авраам, а тој рече: еве ме. Тој рече: земи го сега својот син, твојот единствен син, кого го сакаш, Исак, оди во земјата Морија и принеси го таму како жртва паленица на една од планините за кои ќе ти кажам. Така Авраам стана рано наутро, го оседла своето магаре, зеде двојца од своите млади луѓе со себе, својот син Исак, расцепи дрва за жртвена паленица, стана и отиде до местото за кое Бог му кажа. На третиот ден Авраам ги подигна очите и го виде местото од далечина. Авраам ми рече на своите млади луѓе: останете овде со магарето, јас и момчето ќе одиме таму, ќе се поклониме и ние ќе се вратиме. Велиш, па тоа не значи дека ќе се вратиме по хебрејски, ќе се поклонуваме, а работата е дека не само што ќе се поклонуваме, туку и ќе се вратиме. Сега, еве го крајниот тест на неговата вера. Оттаму каде што дојде, мачејки се со она што Бог му кажуваше да го направи, тој правеше грешки, но и растеше. И сега Бог рече: еве што сакам да правиш, сакам да го земеш својот син, твојот единствен син, веројатно беше само младо момче, оној што го сакаш, така рече Бог, и сакам да го принесеш како жртва. Со други зборови, сакам да го убиеш оваа момче како чин на покорност кон мене. И Библијата не вели дека Авраам имаше нешто од ова. Библијата не вели дека тој се борел цела ноќ, обидувајќи се да одлучи дали ќе го направи тоа или не. Зошто тој беше толку подготвен да го направи тоа, бидејќи неговата вера го достигнала врвот во неговиот живот. Тој бил подготвен да му се покорува на Бог дури и по цена на највредното нешто што можел да го замисли. Внимавајте, тоа не е само што ќе биде смрт на неговиот син, што е со сите тие ветувања што ги дал Бог за сите народи на земјата кои ќе бидат благословени, знаеше дека тоа не е преку Исмаил. Како би можело да се случи тоа, ако Бог сакал да си го убие синот? Но тој му веруваше и тој знаеше дека ако ножот му се приближи на срцето на синот и Бог не го запре и да го убиеше, Господ ќе го воскреснеше од мртвите. Затоа тој беше толку покорен. Сега Бог не му рекол да го стори тоа за да открие дали ќе го направи тоа или не. Тој го направи тоа затоа што сакаше Авраам да открие колку е послушен. Бог знаеше. Дали вие сте спремни да ми верувате кога се што најмногу го сакате во животот, сте спремни да се откажете од тоа? Животот во најдобар случај е живот на вера, нема замена, и да научиме да го слушаме Бог и да му се покоруваме. Учиме да се подпираме на Него од ден на ден, за какви било потреби во животот, да научиме да чекаме на Неговото време. И кога ќе се сопнеме и паднеме, да бараме од Него да ни прости, продолжуваме понатаму и продолжуваме да му веруваме. Тоа е животот во своето најдобро. И тоа е живот што вие можете да го имате откако ќе поверувате во Исус Христос како ваш спасител. Тоа е најдобриот живот. Нема начин да ја изгубите довербата во Бог без разлика со што се соочувате во животот. Тоа е мојата молитва за вас, да бидете доволно мудри да слушате и да се покорите. Верувајте му, гледате како тој работи во вашиот живот. Амин. Татко, колку сме благодарни што ти си трпелив, ти си подготвен брзо да простиш, затоа што не сакаш и затоа што го сакаш најдоброто за нас, и бидејќи ти знаеш во нашите срца дека ние навистина сакаме да го правиме она што е правилно. Ние сакаме да ти веруваме, сакаме да растеме во нашата вера до тој степен што да зависиме од тебе за се. Beautifully demonstrated in the lives of the characters of the Old Testament and the New Testament.
Ние сакаме да бидеме личности какви што ти сакаш да бидеме и ги знаеме принципите. Сите тие се убаво прикажани во животите на ликовите од Стариот и Новиот Завет. Јас се молам денес во името на Божиот Син Исус, секој што ќе ја слушне оваа порака да ја препознае дека е едноставна вистина на Библијата. Тоа е едноставната вистина на Словото Божјо. Тоа се начините на кои Бог работи меѓу човештвото. И без разлика од каде доаѓаме, принципите се исти, последиците се таму, и добри, и лоши. Јас се молам за оние, татко, кои никогаш не поверувале во Исус како нивен спасител. Помогни им да сватат дека постои само еден Бог, неговото име е Јахве. Има само еден спасител, неговото име е Исус Христос. Има само еден пат, а тоа е патот на спасението преку вера во Исус Христос, кој отиде на крстот и го даде својот живот. Ја проли неговата крв за ние да се спасиме. Of salvation by faith in Jesus Christ, who went to the cross and laid down his life, shed his blood, in order that we might be saved, forgiven of our Ни го прости нашиот грев, не оправда, не прогласи за праведни, осветени и издвоени, и го прослави секогаш и за секогаш дарот на вечниот живот кој пребива во нас. Тоа е мојата молитва, татко. Верувам дека ти ќе одговориш, дека ти ќе ни одговориш повторно и повторно. И татко, оние кои не ти веруваат, вложете нешто, ставете го во Библијата, изградете го тој олтар, дека од овој момент јас сакам да го слушам Бог и сакам да му се покорувам, сакам да зависам од Него, јас сакам да чекам на Него. I want to listen to God. I want to obey. I want to depend upon him. I want to wait upon Сакам да бидам личност која Бог сака да бидам. Тоа е мојата молитва, татко. Во името на Исус, амин. Jesus' name. Amen. Ако сте биле благословени од денешната програма, ве молам посетете не на веб страната www.intouch.org. InTouch, водејќи ги луѓето ни светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонзорирана преку службата во Контакт и овозможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.